здраво на сите, нешто по 18 часот, што значи време резервирано за листа за 300 квиз, кој што може да го гледате само на Ситок телевизија. Сите сме подготвени во нашето студио, па нема да должам повеќе, ќе ги повикам на преварувачите да седнат во нивните кабини и пополека да започнеме со денешното издание на нашиот квиз. А како и секогаш, така и денеска прво ќе ги повикам денешните домакини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Филип и Михаел. Повелете. Филип, здраво. Михаел, здраво. Како сте? Супер, одлично. Имавте одлична партија минатото издание на листа за 300. Две лицитации што ги добивте и потоа солидна парична награда од 150 евра. Дали сме подготвени денеска да го повториме истиот успех, па и подобри да бидеме? Дефинитивно. Чија идеја беше не прашав никој за да се пријавите во листа за 300? Јас бев ти беше веќе на Нејчина, па го викнав него и јаве сме сега овде. И така излезе целата. Супер. Се надевам дека ќе доаѓате уште многу пати. За денеска подготвени рековте? Да немате нешто што сакате да додадете, да поздравите некого или? Да, не баш. Тоа е тоа. Сите се поздравени. Така, голем поздрав до сите. Најубаво, универзално. Денеска сте домакини, што значи ваша домакинската кабина. Повелете, па кажете ми од таму импресии. Во нашето студио се и нивните противници. Денеска улогата на предизвикувачи им припадна на Југослав и Далибор. Повелете. Југослав, здраво. Здраво. Далибор, здраво. Здраво. Како сте? Добре, супер. Југослав, ти прв пат, Далибор? Исто прв пат. Исто прв пат. А на некој друго место дали имате учествувано, дали сте се појавувале на телевизија? Па, кај Лила. Познаци ви за тоа? Да. Кај Лила? Кај Лила, да. Добро, сакам да кажем, имаш колку толку искуство од светла камери да не ти влијат. Така е. Да речеме. Но и да влијат, ќе заборавиме на сето, кога ќе влеземе во кабината, ќе се сконцентрираме на темата и да ја решиме работата. Но прво да ве запознаеме. Југослав, ќе започнам од тебе. Па, од Скопје. Жене, работа. Жена, да, синче едно, Никола, поздрав до него. Да, когав е Никола? 7 години. 7 години, супер, да е жив и здрав, почна, значи до училиште, второ Да, второ деление. деление, да. И како му е? Супер. Да, одлично. Одличен. Расте лет на време, кажи го. Далибор? Далибор од Скопје, од Керамидница. Женец со две дечиња. Со вас се мав со камења, со тебе сум се мав со камења. Ја на времето најродно сум во ваму кај да, и не сум тоа раскажа пред некој време како знаеме преку Вардар. Еј, папа. Да. И еднаш ни се пушти од Керамидница. Вардар пресуше и се пушти наваму ние тројца, они 10 души, кога рековме бегај и така. Чим не се стигаш, не си бил ти. Има мост, не може. Да, не има мост, нема. Сега не се закача. Да, не се закача. Помина тоа. Други времиња. Сега телефонски. Да, а уште си во Керамидница? Да, се уште. Така, без планови да напуштиш, дека таму почна да се менуваат работите. Има планови, одма сме до мостот, така да се експроприација се чека во тек. Јас сме Апла комши, јас сум зградата Апла одма мостот кај што завршува. Се гледаме вака. Тука, супер, ќе се видиме. Само поздрав до Матеја и Дамјан, иначе не смеам дома да Кој се дојдам. Матеја и Дамјан? Синчето и керката. Така, кажи веде, супер. Голем поздрав и од мене до нив, колкави сте ни? 16 и 12. 16 и 12 години, ако сме веќе кај тоа. Видите што имам во джеп, сега што приметив, и ова не беше планирано. Чусло од децата. Не знам што бара кај мене во сако. Ја ставиле. Да се путане некој секој свеќе децата му. Супер. Денеска почнувате како предизвикувачи, да не би одземам повеќе ни време ни концентрација. И ајде да видиме до каде ќе стигнеме. Договорено? Да. Повелете во вашата кабина. Филип и Михаел, односно Југослав и Далибор, седнаа во нивните кабини. Сега, треба да ги провериме сите заедно дали функционираат како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел, ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Југослав и Далибор, дали се слушаме? Да. Во продолжение, ако имаме било каков технички проблем, нешто што ви смета, веднаш да ми сугерирате. И она што ми мене многу важно и 100 пати го повторувам, посебно на нови надпреварувачи кога ќе дојдат, е доколку нешто не е јасно, да ме прашате. Премногу пати во минатото се случило поради тоа да изгубат поен, да изгубат цела партија и да им биде криво. Затоа не се срамете, колку е апсурдно да звучи, смешно, глупаво во вашата глава, сепак прашајте го. Со среќа уште еднаш. Сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Филип и Михаел, дали се слушаме? Да. Подобре домакинската кабина? Поинтересно е.
Видикот е друг. Така да. Покрај со слики, со се. Тоа е тоа. Ако победите денеска, утре очекувам да си донесете некое ваше заштитно таму, како да кажам, орнаментче. Може. Тоа е тоа. Може да започнеме? Да. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, сите се уверивме, се изминувам во исправноста на нашите кабини. Домакините дадоа зелено светло, предизвикувачите се расположени да го дадат својот максимум, па ајде да започнеме. А како и секогаш, така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи: машки и женски имиња во кои два пати се содржи буквата И. Бараме машки и женски имиња во кои два пати се содржи буквата И кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија. Без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Филип и Михаел, дали ни е јасна темата? Јасно. Да. Одлично. Југослав и Далибор, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Југослав и Далибор. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Филип и на Михаел, а Југослав и Далибор, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 8. Започнуваме со 8. 10, 10, 12. 12, 18, 18, 20. 20, 22, 22, 23. 23, 27, 27, 28. едно повеќе 28, 29, 29. Нека одговарате. Да одговарат? Да. Ајде, Далибор сугерираше, Југослав прифати, да видиме сега дали тактиката ќе се исплати. Филип и Михаел, имаме 29 празни полиња, кои што треба да ги исполниме со машки и женски имиња во кои два пати се содржи буквата И. Знаете дека единствено правило е, за да бидат пишани во Државниот завод за статистика на Македонија, е најмалку 5 наши сограѓани или сограѓанки да го носат истото име. Кога ќе бидете подготвени, започнете. буквата И, така? Да. Два пати треба да имам. Да. Филип, Филип, Пример. така е. Михаил, Михаил. Као на почетокот што те викам. Илија, Така е. Илија, Илија. Би го има. Илија. Или не знам дека го има. Или дали би го има. Така е. Илин, Илин. Така е, точен одговор. Иринеј, Иринеј. Така е. Ивица. 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 Така е, точен одговор. Кирил, Кирил. Точен одговор. Максимилијан. Максимилијан. Максимилијан, да. Максимилијан. Епа Емилијан. Точен одговор. 70 наши сограѓани го носат истото име. 8 точни одговори имаме досега. Илир, Илир. да. Илир. Така е. Знаете дека никој ще сум сретнал Илир. Па и ние. Да. Стварно се јавам за тоа, се помислам, го слушал името, ама не знам ни еден. Индира, ајде да видим. Индира. Индира. Поздрав до Индира Кастратовиќ. Се почитуваме, многу се сакаме. Добра пријателка, да живи и здрава, точен одговор. Кажи. Лихнида, Лихнида. Така е. Климентина, Климентина.
Така е, точен одговор. Милица. Милица. Кажав ја заборав. Така е. Киријана. Киријана. Така е. 14 точни одговори до сега. Викторија. Викторија. Викторија, точен одговор. Кој ќе биде следниот? Григори. Григори. Така е. Синиша. Синиша. Така е. Васили. Васили. Така е. Вики. Вики. Сигурно има Вики. Моето искуство кажува дека има. За сега дека сме имале доста пати женски имиња. Ако само прво. Пошакам, Васили. Мене Васили. ме интересира. Без ја. ја. Мене Васили. лично ме интересира. Хајде да видиме, Васили. И мене ме интересира. А, 12, но сепак доволно. Малце, ама доволно. и 12 на граница. Не баш не знам. Бивам во резерва. Мили. Че ми има Васили, сигурно може Мили би има нас така. Имаме Ирина. Ирина. Били. Сигурно има некој да ме река да не Били да го нарекам. Не, Вилијам Коров. Така е. Вилијам. Вилијам. Тоа беше сигурно. Прво ми што ми текна беше. Вилијам. Ајде да видиме. Така е, точен одговор и Вилијам. Само веќе ќе мора да почнеме да подзабрзаме малце Филип и Михаел. Времето ни поминува. За минутка ќе треба да почнеме да бројам. Василије. Василије. Да. Само нас. Ќе ги најдеме сите, да, кажи пермутација со името Василија, Васили како и да е. А кој е снајди се или ако го има, тоа е тоа. Василија 121 во Македонија, точен одговор. Значи ги кажавме Васили, Васили и Василије. Михаило. Михаило. Михајло, не интересува ја. Есо няма. Уште има Васили. Имаш варијанти. Да. Не знам, мислам дека има Филипа Кристијана. Прво. Некој. Чекай. Колку се не гледamo да овде? Така е, Михаило, точен одговор. До кај сме? 24, уште 5 ни треба. Уште 5, викаш? Да бе кажувам. Филипа. Филипа. Ајде, Филипа. И не заборавајте за некои 20 на секунд. Морам да почнам да бројам веќе. Зато договарете се ако имате некои имиња, кажувајте се ги. Филипа. Филипа 22 во Македонија. Христијан. Христијан. Соха, така? Да, со Х. Соха. Христијан, ќе му дојде 26 точен одговор. А јас морам да почнам да бројам другари. Зашо? Николина. Николина. Да. Така со секој одговор го ресетираме и ресетираме тие 10 секунди за размислување. Точен одговор. Христина. Христина. Ќе можете да почнам да бројам или не? Срам да ти. Христина. И Христина е точен одговор. И последниот кој ќе биде? Кристијан. Кристијан. Кристијан.
29 одговор. Се уште да видиме дали е точен и точен е, повеќе од јасно беше. Филип и Михаел, добре, буквално со свирачот на судијата се извадивте. Многу сам да драматизирам во моменти кога нема потреба од драма. Ама тоа е тоа. Филип и Михаел, честитки за освоениот поен, но не се опуштаме премногу, знаете дека имам уште една лицитација за играње. Како и да е, честитки уште еднаш. Југослав и Далибор, добре, можеби да нададевме уште малце некое малце похрабро и ќе ги фатевме више тука на кондиција. Ништо не е изгубено. Знаете дека имаме уште една лицитација за играње, се концентрираме сега на таа и тука да дадеме све од себе, па пресврто да го бараме на пенали. Ја ќе прочитам уште неколку од оние машки и женски имиња во кои најмалку два пати се содржи буквата И. Имаме Емилија, Живадинка, Живкица, Ирина, Кристина, Лидија, Лирија, Милица, Николија, Николина, Димитрија, Емилијан, Живадин, Звонимир, Кирило, Крешимир, Микица, Миливој, Мики и така натаму. Не можам, имам многу, ми се направи некој тука и ми се измеша се, па пред да направам некоја грешка, најпаметно да застанам. Знаете дека ништо не е готово, завршивме со првата лицитација, но имаме уште една за играње. Оваа лицитација ќе одлучи кој од овие два пара ќе застане тука на главната сцена, односно дали ќе играме пенали за да го дознаеме победникот. Да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: држави во чие име два пати се содржи буквата А. Бараме имиња на суверени признати држави од Обединетите нации од целиот свет, во чие име, преведено во наша транскрипција, најмалку два пати се содржи буквата А. Без обзир дали името е од еден или повеќе зборови. За да нема забуна, државата Велика Британија денес се вика Обединето кралство. Према тоа, ова нема да биде точен одговор, затоа бидете внимателни да не ви се испушти. Толку можам јас да помогнам. Филип и Михаел, дали ни е јасна темата? Да, ама за Обединето кралство името е малку подолго од само Обединето кралство. Како мислиш? Обединето кралство на Велика Британија и Северна Ирска. Да не навлегуваме до толку. А може со два или повеќе зборови? Може да. Може, да. Да. Нема ограничување, најважно е дали ќе да се содржи најмалку два пати името во буквата А во името. Југослав и Далибор? Да. Јасно е све? Јасно, да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се Југослав и Далибор. Ќе ве замолам да исклучиме сега кабината на домакините, а Југослав и Далибор, кога ќе имате понуда, повелете. 5. Започнуваме со 5. 10. 10. 15. 15. 17. 17. 18. 18. 19. Едно повеќе 19. Има доста. 20. 20 беше? 19. 19. 22. 22. 23. Да знаете дека има доста држави, тоа им го искоментирав и на вашите противници. 23. 23. 23. 25. 25. 26. 26. 28. 28. 29. 29. 30. Стигнавме до 30. 31. 31. 32. 32. 40. Заокружуваме на 40. 42. 42. 45. 45. 46. 46. 49. 49. 50. 50. 53. 53. 53. 55. 55. 57. 57. Нека одговараат. Да одговараат? Да. Ајде да видиме. Овој пат сега надававме дупло повеќе, така кажано од минатиот пат. Филип и Михаел.
57 празни полиња кои што треба да ги испишеме со држави, признаени секако од држави од Обединетите нации од целиот свет, по чие што име најмалку 2 пати се содржи буквата А. Кога ќе бидете подготвени? Започнете. Почни. Канада. Канада. Така е. Панама. Панама. Така е. Гватемала. Гватемала. Така е. Јамајка. Јамајка. Точно. Ел Салвадор. Ел Салвадор. Ел Салвадор, 5 точен одговор. Аргентина. Аргентина. Точен одговор. Тринидад и Тобаго. Тринидад и Тобаго. Тринидад и Тобаго, 7 точен одговор. Гвајана. Гвајана. Така е. Доминиканска република. Доминиканска република. Точен одговор. Ја ќе мислам Боби Азија. Нема Европа. Европа? No. Португалија. Португалија. Така е. Шпанија. Шпанија. Така е. Андора. Андора. Точен одговор. Франција. Франција. Точен одговор. Данска. Данска. Точен одговор. Германија. Германија. Така е. Швајцарија. Швајцарија. Точен одговор. Холандија. Холандија. Така е. Австрија. Австрија. Така е. Италија. Италија. Точен одговор. Сан Марино. Сан Марино. Така е. Хрватска. Хрватска. Точен одговор. Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина. Така е. Црна Гора. Црна Гора. Така е. Албанија. Албанија. Точен одговор. Македонија. Македонија. Точен одговор. Бугарија. Бугарија. Така е. Романија. Романија. Точен одговор. Молдавија. Молдавија. Така е. Унгарија. Унгарија. Така е. Словачка. Словачка.
Точен одговор. Украина, Украина. Така е. Литванија, Точен одговор. Јужна Афричка, таму зачне. не, запад мислам. Запад? Хоч. Не, Брегнасно? Еше дозвола нагоре. како сакаш? Кај се Ај, Јужна Афричка република. Јужна Африканска република. Така е. Ботсвана, Ботсвана. Ботсвана, точен одговор. Намибија, Намибија. Точен одговор. Мадагаскар, Мадагаскар. Така е. Демократска република Конго, Демократска република Конго. Точен одговор. Да кажу ми кај. Танзанија, Танзанија. Триесет и осми точен одговор. Гана, Гана. Така е. брег на слоновата коска, Брегот на слоновата коска. Четириесети точен одговор. Казахстан, Казахстан. Така е. Афганистан, Афганистан. Така е. Пакистан, Пакистан. Точен одговор. Шри Ланка, Шри Ланка. Јужна Кореја, Јужна Кореја, Шри Ланка е точен одговор. Сега одиме со Јужна Кореја. И тоа е точен одговор. Северна Кореја, Северна Кореја. Бангладеш, Така е. Бангладеш. Точен одговор. Јапонија, Јапонија, уште 10 ни остануваат. Јапонија е точен одговор. Австралија, Австралија. Точен Тајланд. одговор. Гренланд рековме? Тајланд, да. Тајланд, Тајланд. Тајланд, точен одговор. Централна Африканска република, Централна Африканска република. Цар и јар. Цар и јар. Јар на англиски. Така е. Тоа ќе биде 51-ви точен одговор за вас. Папуа Нова Гвинеја, Папуа Нова Гвинеја. Папуа Нова Гвинеја. За 52-ри точен одговор, така е. Екваторијална Гвинеја, Екваторијална Гвинеја.
Така е. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија. Точен одговор. Обединети Арапски Емирати. Обединети Арапски Емирати. Катар. Катар. Така е, точен одговор. И последното, 57-то, кој ќе биде? Сакаш кажи ги се. Не. Која да појме? Мавританија. Мавританија. Мавританија за 57-ми одговор, кој се испоставува и дека е точен. 57 точни одговори без некој поголем проблем за Филип и Михаел, без никаков проблем. Си ги испугавте и честитки за вас. Одлично изиграна партија денеска, 2 добиени лицитации, ви дојде во прилог, малку излезе дека не за втората лицитација, зборувам за првата, затоа што неискуството тука беше на вашите противници и малце лесно ве пуштија. За втората, секоја чест, немам никаква замерка ниту за вас, а бога ми ниту ни за нив. Честитки, се гледаме повторно тука на главната сцена. Југослав и Далибор. Значи, мора да се договориме да се вратите, зашто не бекнавте. Да, ќе мора да дојдете. Не, зашто вака, оваа партија е изгубена, ама не е изгубена со знаење, како да кажем, или од незнаење. Ова беше чисто неискуство, прво доаѓање тука и, како да кажем, калкулирање нели со ситуацијата, кога, како да ги пуштите и да почнете да ги читате. А за тоа да го стекнеме, ќе мора да дојдете уште еднаш. Не беше малку на втората лицитација. Не беше воопшто, не, сизна одговари и они доста храбро надавање беше. Тоа викам, првата можевте да добиете, да речеме на време да добиете со уште некој одговор. Малце можеш. Да, и тука се пеналите да игра, ама нели, што би било кога би било воопшто не е ни важно. Секоја чест за храброста, што дојдовте воопшто денеска, што лицитиравте ете така храбро, но сакам уште еднаш да дојдете за нели, да го покажеме и она вистинското знаењето ваше. Обавезно. Мило ми беше и се гледаме во следната прилика. А пред да продолжиме понатаму, јас само за момент да ги прочитам оние држави, дел од оние држави во чие име два пати се содржи буквата А, ги имаме, ти кажавме, доста многу. Антигва и Барбуда, Бахами, Буркина Фасо, Вануату, Гамбија, Ватикан, не знам дали кажавме. Потоа, офле, марче се има мака, многу одговаравте, бре. Што ми направите сега? Никарагва, потоа Соединетите Американски држави, исто така можевте да ги кажете. Да, знам, ги занемаривте и не е ни важно. Сан Марино, Самоа, Сао Томе и Принципат, Саудиска Арабија, не знам дали кажавме. И од прилика тоа ги има доста повеќе од 80 држави во светот, признати од Обединетите нации, имаат два пати буквата А во наша транскрипција. А сега, како што реков, време е да ги повикам Филип и Михаел да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Затоа, драги гледачи, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Филип и Михаел ми се придружија повторно тука на главната сцена и повторно ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Но и повторно ќе треба да протрчаме на брзина по нашата листа за да ги објасниме работите, односно да се подсетиме. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. Филип и Михаел, може да читам темата? Да. Слушајте, добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема фудбалски екипи кои играле во финале на Купот на Македонија. Извор: Фудбалската федерација на Македонија. Бараме имиња на фудбалски екипи кои го освоиле Купот на Македонија од 1992 година па се до 2025. Освојувачи или само финалисти? Кои играле во финале? Значи финалисти. Да, финалисти. Океј.
Како Вардар. стоиме со мак фудбал? Си мислев дека... Не, слободно. Можеш и да започнеш уште подобро. Вардар. Вардар. Сте тренирале фудбал на времето некој или не? Не. Вардар, прв точен одговор. Работнички. Работнички. И работнички е точен одговор. Не знаеш... Да, знам. Победа. Да. Победа. 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 Се кажам. Така де, Пако. Така е, за 50 евра победа и точен одговор, честитки. Сега што правиме за понатаму? Само. Еј, ти не знаеш? Не сум сигурен. Последни неколку години? Ништо? Шкандија, вајда. Прегалници им слушам да игра. Може би. Ако може. Не. Може. Да, добро. Футбол. Прегалница. Шкандија и Кој? Простете ги брегалница сега. Македонија, Ѓорче Петров. Македонија, Ѓорче Петров. Стартен. Не знам, ти ако си сигурен, јас. Пелистер. Може. Сигурни сте за кој рековте, брегалница? Не. Не се vrealniца не сме. Точно не сме. Ти кажи. Кој има други, казам, сега ги слушав, Шкупи некој има тие. Когаш не се? Шкупили. Нови релативно. Нови релативно. Ајде, имате кои ви се у комшишно не се сагаде. Да. Мислам, повеќе ние не се сакаме со нив. Да. Скопјаните колку вие, Па и ама ние тоа- малку. Да. Не котираме, ние повеќе таму да се најде. Колку имаме? Мислиш? Има нешто? Кој ги рековте? Шкендија, Македонија, Ѓорче Петров и И комшиите. Може. Да. Пелистер. Пелистер. Започнуваме веднаш со комшиите. И Пелистер, четврти точен одговор. Македонија, Ѓорче Петров. Македонија, Ѓорче Петров. Македонија, Ѓорче Петров, пети точен одговор. И шести... Шкандија. И Шкендија за 100 евра. Така е, честитки за освоените 100 евра. До сега што правиме за понатамо? Да ризикуваме или не? Ти дали Не сум сигурен, така да... Ништо не си сигурен, таман не се. Доста е тука. Доста е. Филип и Михаел, уште една одлично одиграна партија од ваша страна. Дали ви се погодија темите, дали едноставно... Окей бе. Или да. Првата беше малку тензична. Изненадани од Притисок. самите себе. Да, малце фалеше. Тоа велам, да таа уште 3-4 да требаше да се доодговорат, мислам дека да. Времето ќе ме подзгазеше, ама на тоа што би на се, тоа е како што е. Пред да продолжиме понатаму и да се поздравиме, честитки за освоените за освоената парична награда и денеска. Сега севкупно имаме 250 освоено во вие две учества во листа за 300. На мое огромно задоволство ќе се дружиме и во наредното издание на нашиот квиз, пак имаме шанса тогаш за поправен, односно за поголема парична награда. Пред да ве поздравам, да ги прочитаме оние 20 фудбалски екипи кои играле во финалето на Купот на Македонија. Тоа се Академија Пандев, Башкими, Вардар, Воска Спорт, Македонија Ѓорче Петров, Маđари Солидарност, Металург, Милано, Напредок, Пелистер, Победа, Работнички, Ренова, Силекс, Слога Југомагнат, Струга, Тетекс, Тиквеш, Цементарница и Шкендија. И со ова го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300. По продолжение, останете ми во добро здравје, останете со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. До тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!